Почитувани, ви посакувам Божиот благослов да биде со сите вас. Зошто ќе дојде Исус? Тоа е денешната моја тема. Мнозина ме прашувале и ме прашуваат кога ќе дојде Исус. А сега со актуелната ситуација во светот, војни и секакви елементарни непогоди, и велам Исус ќе дојде тогаш кога тој ќе дојде. Никој не го знае времето и часот кога Исус ќе дојде. Но важно е да знаеме дека тој ќе дојде. Во оваа куса обработка не се нагласува како што обично ги кажуваме знаците што предстојат, туку зошто ќе дојде Исус и која е причината што тој ќе дојде. Ако имате време, а сега знам дека имате, денес е недела, дома сте, Бог нека ве благослови. Христовото доаѓање. Зошто Исус ќе дојде? Прво и основно, потврда дека Исус Христос е Господ, Господар на сите. Вистинските христијани го признаваат Исус за нивен Господ. Како што Тома го призна и рече Господ мој и Бог мој. Затоа што Тома се уште не веруваше кога учениците му рекоа дека Исус е воскреснат. Но кога го виде, тој се увери и рече Господ мој и Бог мој. За Тома, за учениците и за нас во денешно време и за сите христијани општо, Исус е Господ. Мнозина во овој свет се уште не го признаваат дека Исус е Господ. Мнозина велат тој е само обичен еврејски учител. Но Исус е Господ и Бог на сите. Доаѓа ден кога тоа признание ќе биде од сите луѓе што живеат и што живееле на оваа планета. Со неговото господство тој ќе го реализира својот план, вечниот Божји план, во споставување на своето царство кое ќе нема крај. Неговото доаѓање според Библијата е апокалиптично, односно, тоа е појава, откровение, кое ќе ги воодушеви сите верници. Таа е појава, прекрасна појава, блажена надеж, што ќе се исполни во сите верници. Затоа Исус им рече на своите ученици: и вие ќе го видите човечкиот син како седи од десно на силата Божја и како доаѓа со небесните облаци. Тоа е запишено во Евангелието според Марко, 14 глава, 62 стих. Кога Исус ќе се појави, сите ќе се засрамат и ќе заплачат заради Него, затоа што едни што не веруваат, тие ќе се засрамат и ќе лекаат според зборовите на апостол Јован. Причината за тоа е што не обрнале внимание на неговиот повик, кога мило и нежно ги канел на неговата свадбена вечера. Што значи, почитувани, првата точка е зошто Исус ќе дојде? Затоа што тој ќе се објави дека е Господ на сите. Ќе го признаат сите и ќе се поклонат пред неговото лице. Како второ, доаѓањето на Исус е прославување на неговата црква. Исус ја откупи неговата црква преко неговата крв. Тој умре на Голгота, тој умре на крст за сите нас, за целото човештво. Неговата пролеана крв значи опростување на гревовите, но не пасивно, туку само на оние што ќе се покајат и што ќе веруваат во неговата жртва. Сите оние што се откупени и спасени Божји деца, тие ќе бидат прославени. Исус ќе дојде да ја прослави својата црква. Прославувањето ќе биде кога Бог ќе ги испрати своите свети ангели за да ги соберат, како што вели Библијата, неговите избраници од 4 ветра од едниот крај на небото до другиот. Тоа е запишено во Матеј 24 глава, 31 стих. Ова ќе биде собирање околу него, како што квачката ги собира своите пилиња. Така и тој ќе ја собере својата црква и ќе ја овенча со слава и величественост, за да биде негова својина за секогаш.
Црквата всушност уште сега е негова својина, но тоа ќе се реализира целосно при неговото доаѓање. Црквата нема веќе да ги доживува сите непријатности, прогонства од непријателите, зашто таа ќе биде целосно откупена, прославена од својот Господар и Спасител, Исус Христос, како што Тома рече, Господ мој и Бог мој. Зошто Исус ќе дојде? Како трета точка, тој ќе донесе праведен суд на живите и на мртвите. Што значи тоа? Христијаните со верата во Исус и нивниот нов живот, кој го имаат преку Светиот Дух и преку наново раѓањето, се ослободени од судот што предстои. Што значи, на овој свет, односно на сите луѓе што не веруваат во Исус, им предстои суд. Како што апостол Павле вели во Евреите 9 глава 27 стих, и како што на луѓето им е определено еднаш да умрат, а потоа суд. Меѓутоа, тоа не значи дека можат да си дозволат да грешат и да го ожалостуваат Божиот Свети Дух сите верници. Туку напротив, треба да ја потврдат својата слобода од судот, живејќи свето и праведно. Христос на секој ќе му ја додели правдата. Христијаните ќе примаат награда за своите добри постапки, а исто и за своите зли постапки и дела. Зашто е напишано: сите ние ќе застанеме пред Христовиот судиски престол. Ова го вели апостол Павле во Римјаните 14 глава 9 стих. Понатаму Павле вели во истото послание: и така секој од нас ќе одговара пред Бог за себе си. Тие што ќе го отфрлаат Исус ќе бидат вечно осудени. Судот, почитувани, ќе биде безмилостен, зашто не ја примиле милоста и верата што непрекинато им се даваше додека живееле на земјата. Како доказ за тоа читаме во Откровението на апостол Јован во 20 глава, и таму ни се вели вака: и видов голем бел престол и оној кој седеше на него, у чие лице побегнаа и земјата и небото, и не се најде место за нив. И ги видов мртвите, мали и големи, како стојат пред престолот, и се отворија книги. И друга книга се отвори, книгата на животот. И мртвите беа судени според она што беше напишано во книгата, по нивните дела. И морето ги даде мртвите кои беа во него, и смртта и јадот ги дадоа мртвите кои беа во нив. И секој беше суден според своите дела. И смртта и јадот беа фрлени во огненото езеро, тоа е вечната смрт. Тоа е втората смрт, и кој не се најде напишан или запишан во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро. Пред судот предстои воскресение од мртвите на праведни и неправедни. Апостол Павле во својата одбрана пред земните судови рече: ќе има воскресение на праведни и неправедни. Затоа и самиот се трудам секојаш да имам чиста совест и пред Бог и пред луѓето. Тоа го вели во Дела на апостолите 24 глава. Што значи Исус е Господ на сите? Исус ќе дојде да ја прослави неговата црква, да ја откупи целосно. Исус е судија на сите, ќе им суди на живите и на мртвите, и Исус ќе дојде да даде победа над силите на злото. Да, над силите на злото. Сите ние воздивнуваме и се измачуваме кога го гледаме светот и неговата мизерна состојба во која се наоѓа. Слушаме за војни, слушаме за секакви неправедни дела. Силите на темнината, сатаната, делува со сиот свој капацитет. Луѓето кои се под влијание на мрачните сили не се во состојба да се спротивставаат и паѓаат под силното влијание на злото. Се ова создава неподносливо тешка ситуација. Сите луѓе воздивнуваат од оваа неподнослива ситуација. Кога ќе заврши војната таму, кога ќе заврши онаму и така натаму. Се прекршуваат и сите морални вредности, а ние мора тоа да го трпиме и со трпение да си ги спасуваме нашите души. Содомијата се шири
насекаде државите ги озаконуваат содомијата, сакаат да воспостават друг морал спротивен на Божиот. Меѓутоа, на ова зло сепак ќе му дојде крајот, како што му дојде крајот на Содом и Гомор, кога од небото падна оган и сите беа уништени. Исус вели дека така ќе биде и при неговото доаѓање. Тогаш Бог ќе го сопре тоа зло и ќе престане за секогаш, зашто е напишано: тогаш ќе дојде крајот, кога ќе му го предаде царството на Бог и Таткото, откако ќе ги уништи секоја управа, секоја власт и секоја сила. Тоа е запишено во 1 Коринтјаните 15 глава, 24 стих. Исус ќе дојде како петта точка да воспостави ново небо и нова земја. Во Библијата е запишано дека првото небо и првата земја поминаа и море немаше веќе. Откровение 21 глава, 1 стих. А Јован гледа нешто друго. Ново небо и нова земја. Новото небо и новата земја е место каде што пребива вечна правда. Господ јасно им рече на учениците: одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам да ви приготвам место, пак ќе дојдам, за да ве земам при себе си, за да бидете и вие каде што сум јас. Каде отиде Исус? Тој отиде во небото, се вознесе, отиде во небото и седна на престолот Божи. Во новото небо и новата земја нема да има неправди, нема да има судови, нема да има војни, нема да има убиства, таму ќе има вечна радост и вечна среќа. Почитувани, зошто Исус ќе дојде? Тој ќе дојде да воспостави ново небо и нова земја. Да го победи сатаната, победа над сите сили на злото. Праведен суд на живите и на мртвите. Да ја прослави неговата црква што ја откупи и да потврди дека тој, Исус Христос, е Господ на сите. Дали си спремен за неговото доаѓање? Ако не си, денес тој те повикува. Покај се, верувај, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Амин.